Јанчев, кој беше во право за референдумот? Вие, што повикавте народот да излезе да гласа против промена на името, или Мицковски, кој што рече да си седат граѓаните дома? Но со две острици. Кој е во право? Но со две острици, ако од ова гледна точка го гледам, Мицковски не повика да не се излегува, повика по слободно убедување секој член да се одлучи. Добро. Сам дека давањето може на секој член и на секој граѓанин самостојно да одлучи за уставното право дали ќе излезе, можеби во овој момент сега од ова гледна точка е подоброто решение. Мјалко во тој временски период кога вие му велите на Мицковски дека треба да одговори на писмото, комуницира со вас? Не. Воопшто никако. Вие не бевте дел од таа група со пратеници, со се и се што? Одговорот тврдам дека со пратениците никој што сме во комуникација, лично не се познавам ни со еден од осмите. Не ви се јавувал Мјалков ниту еднаш? Никогаш на таа тема, ниту па на други слични теми со партијата. Никогаш. Пробал Мјалков да ве контролира? Да ме контролира. Да. Па не сте било кој, сега Еве, сте ќе Митко кажам, Јанчев, ако газда веќе- на ако со веќе капитал милионски. Ако веќе инсистирате, значи во некое друго време да, ама во времето на Мицковски не. Во пред Мицковски дека бил Заев, пробал да ве контролира? Пробал индиректно или директно, не знам, мислам дека индиректно да контролира нешто што беше неуспешно, а во времето на На Мицковски. кој не. начин може да ми споделите? Па на начин да добиеш порода, да продаеш акции во фирма, да продаеш дел и така натаму. Можам да сватам дека практично Мјалков добил сила од Заев и од или од владата на Заев, ајде така да се изразам, бидејќи во тој временски период ова се случува. Збориме за временски пат кога Мјалков бил нешто друго. Му се плашевте на Мјалков? Не ги.